Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата во ординација. Вечерашен гостин со мене е фармацевтот Трајче Георгиев. Трајче, добре дојде. Нема да ви е проблем дека нема да ви персирам, затоа што сигурно и гледачите ќе им биде полесно. Вие работите во новоотворената аптека при диагностички центар Жан Митре во Струмица. Нова аптека, од кога започнавте да работите? Добро дојде и на вас. Ви благодарам за поканата во емисијата. Значи, аптеката Фила, како што кажавте, е во склоп на диагностичкиот центар во Жан Митре во Струмица и работиме од прилика околу 7 месеци веќе, релативно нова аптека сме и денеска сме овде да се запознаеме повеќе со нашата аптека, тоа што не прави поразлични од другите аптеки и да се запознаеме со различните препарати кои што може да ги понудиме на нашите пациенти. Така, кога велиме различноста од останатите аптеки, значи ли тоа дека го немаме оној спектар на медикаменти кои што граѓаните во секојдневието, хроничните заболувања, пациентите кои што ги употребуваат, ги нема во аптеката или пак покрај сите лекови кои што постојат и во другите аптеки, имате дополнителни препарати? Точно, значи ние и покрај тоа што ги имаме сите други лекови кои што конвенционално може да се најдат во аптеките, имаме и плюс други препарати кои што ние ги препорачуваме и кои што ние сме повеќе карактеристични за тие препарати. Значи, кај нас, освен тоа што ги имаме нели сите лекови, имаме и голем број на кардиолошки лекови кои што се препишуваат. Кај нас во самиот диагностички центар исто имаме голем број на ортопедски помагала, билни препарати, чаеви, препарати со природни состојки и суплементи, витамински суплементи кои што се, да кажем, со повисок квалитет и кои што дават поразлично дејство за разлика од другите конвенционални суплементи кои што би можеле да се најдат во аптеките. Така, сметате ли дека граѓаните не се доволно запознаени? Се будили некаков интерес кај нив во поглед на овие неконвенционалните лекови кои што се продаваат во сите аптеки? Па, мислам дека не се запознаени со нашиот вид на препарат. Значи, нашите препарати се базираат на така наречена ортомолекуларна медицина. Таа е медицина која што изучува начинот на кој што витамините и минералите всушност можат да помогнат во излекување на некои заболувања кои што ги има, кој што може да ги добие нели организмот, со цел да се врати нормалната здравствена состојба на самиот организам. Значи, во овие препарати содржат ортомолекули кои што представуваат молекули кои што кога ќе се внесат во самиот организам, тие се составени од голем број на содржат голем број макро и микроелементи кои што кога ќе се внесат во организмот, колку што му е потребно на самиот организам, толку тој ги прима, се со цел за да се постигне терапевски ефект. Имаме широк спектар на препарати што офаќаат голем број на индикации.
Значи, за подобрување пред се, најпрво ќе спомнам за имунитетот, нели последните 2 години тоа е најактуелно, потоа за кардиоваскуларниот систем, за подобрување на енергијата во организмот, метаболизмот, нервниот систем. Исто така имаме препарати и за спортисти, препарати и за убавина имаме, значи од сите можни индикации имаме. Така, предпоставувам дека при самото влегување пациентите не знаат од старт и општо граѓаните за палетата на производи кои што ја нудите надвор од конвенционалните медикаменти. Каков е интересот на граѓаните? Дали оваа палета на производи се нуди и во другите аптеки или конкретно само во аптеките на Жан Митрев? Значи, ова палета на производи може да се нуди и во другите аптеки, меѓутоа не се широко распространети препарати и ние тек започнавме, значи, со препишување на овие препарати и моментално мислам дека може само да се најдат во нашата аптека најмногу, значи во Жан Митрев дијагностичкиот центар. И се обидуваме и преку вакви емисии за повеќе да се запознаеме со нив и повеќе да се запознаеме со тоа какви бенефити имат и значи дека се разликуваат во однос на другите суплементи, витамински суплементи. Така, постојат ли веќе индиции од страна на граѓаните кои што веќе ги користат за бенефициите кои што ги дава ова палета? Да, значи имаме позитивни реакции. Како што сакам да напомнам, нели, ова се високо квалитетни препарати од германско потекло се и се со докажан квалитет. Така. Неминовно е да не запрашаме за конвенционалните лекови, видат на рецепта или пак? Не, тие се витамински суплементи. Значи... Не, зборам за конвенционалните лекови. Дали имаме лекови на рецепта? Да. Така работите значи и со фондот? Не, сакав да кажем дека моментално работиме само на приватно, меѓутоа ги имаме сите лекови кои што се препишуваат, нели, и на рецепта и на приватно. Разликата е само што, нели, на рецепта лековите се поевтини, меѓутоа ги имаме сите лекови, само, нели, што се плаќаат на приватно. Така. Сигурно како се извинувам, како фармацевт, веќе имате направено детекција на пациенти кои што се погласно и лекарите зборуваат да не се зема на своја рака лекови, најчесто се злоупотребуваат антибиотиците. Каква е сликата генерална, ако може, еве од вашето искуство да ни кажете, колку често нашите пациенти ги злоупотребуваат антибиотиците? Па да, можем да кажем дека има злоупотреба не само од пациентите, туку мислам дека и лекарите малку повеќе препишуваат такви лекарства, антибиотици, бензодиазепини, антипсихотици, каде што во некои случаи можда на почеток не би требало да се почне веднаш со таа терапија, туку да се почне со некои ОТЦ препарати или со некои суплементи кои што не одат на рецепта, може слободно да ги земаат и здрави луѓе и луѓе со нарушено здравје. Меѓутоа, како што ќе кажам уште еднаш, има докази, има студии каде што овие суплементи помагаат во решавање на голем број на индикации, голем број на заболувања. Така. Секој препарат нормално е за специфична индикација, за специфична употреба, има широк диапазон на препарати, меѓутоа тој препарат што е наменен за таа индикација делува во однос на тоа заболување. Така, го спомнавте зајакнувањето на имунитетот
Да. Значи ли тоа дека или пак на кој начин е создаден овој лек кој што граѓаните може да го имаат во своите домови, не е ниту штетен, ниту ништо, а која му е основата на производот? Од Да. што е составен секако? Тоа е составен од значи, голем број на макро и микроелементи и голем диапазон на витамини. Би сакал да напомнам дека има и највисока концентрација на витамин С од било кој суплемент моментално на пазарот и содржи сите витамини кои што во моментот беа актуелни, како што се витамин Д, цинк, селен. Тоа беа најактуелните во моментот, нели, препарати кои што се покрај антибиотската терапија и антивирусната терапија што се даваше, се дава и овие витамини за да помогнат во справувањето со коронавирусот. Значи ги има овој препарат овие витамини и исто и голем број на други макро и микро елементи кои што не се абсорбираат во цела количина во организмот, толку онолку колку што му е потребно на самиот организам, толку ќе прима од препаратот, што значи дека не може да настане некое предозирање и затоа овој препарат се препорачува и да се пие подолго, може да се пие подолго време, во текот на целиот зимски период, се со цел да се одржи нормалното здравје на организмот. Така, неминовно е да не ве запрашам за, ја спомнавте козметиката за убавина. Многу често жените знаат да погрешат козметика, не сметајќи дека секоја козметика секако и не оди на секој тип на кожа, но меѓутоа кога станува збор за палета на производи кои што вечерва зборуваме, претпоставувам дека освен да го подобрат квалитетот на кожата, третманот и така натаму, нема да му наштетат. Точно, да. Значи, козметичките препарати кои што ги изработуваме се магистрално дерматолошки препарати и не содржат никакви конзерванси, бои и други да кажем материи кои што би можеле да предизвикат несакани реакции. Значи, тие се на природна база и содржат висока концентрација на глицерин, кој што е докажано дека помага во доколку имаме некои оштетување на кожата, доколку имаме црвенила, иритации, дека на природен начин глицеринот помага самата кожа да се регенерира. Значи, тој нема некое хемиско или биолошко дејство, туку помага да се хидрира кожата, да се задржи водата, а водата е многу битна за самата кожа да се одржи незиниот интегритет. Така, постои ли козметика, не, некаков тип на производ за грижата и за децата, особено кога станува збори па и за детскиот имунитет? Дали е дозволено користење на овие препарати од страна на помладата популација и децата секако? Да. Значи имаме препарати за сите возрасти, од деца до возрастни. Има суплементи и за деца кои што помагаат во имуниот систем, кои што се со висока концентрација на витамин Д и на калциум. Освен витамински суплементи имаме и масла, да ги напоменеме. Имаме различни типови на масла. Масло од ленено семе, кое што помага, може да се користи и за бремени жени, и за деца, и за возрастни, кое што е со голема количина на омега-3 и омега-6 масни киселини и тие помагаат во нормален развој на видот на мозокот, на кардиоваскуларниот систем. Кај возрастни може да помагаат за намалување на крвниот притисок, за регулација на холестеролот, додека кај бремени жени знаеме дека е потребно да се примаат омега-3 масни киселини за правилен развиток на фетусот.
Така, може би сум грешка, може би не сум разбрала, но пред да започнеме емисијата, спомнавте дека и сами подготвувате препарати, во смисол на од повеќе компоненти правите една. Да. Зашто најчесто и каков спектар на употреба има? Имаме голема палета на препарати, кои што се препорачуваат најпрво за атопична кожа, за атопичен дерматитис, за контактен дерматитис, себороичен дерматитис, за иритации, за уртикарии. Значи, исто така и маслата, имаме масла кои што се препорачуваат и за надворешна употреба, масло од чија, масло од шипка, тие се препорачуваат за надворешна употреба, за нега на кожата, косата и на ноктите. Така. Предпоставувам, повторно ќе спомнам и помладата популација верувам дека немаат штетни ефекти, бидејќи постојано зборуваме за природни состојки кои што можат да го подобрат секако работењето на организмот, како внатрешно, така и надворешно, па предпоставувам дека истите се користат и кај децата и може да се употребуваат нели кај децата и помладите. И исто така може да се напомене дека овие масла се изработуваат со процес на ладно цедење, така да ги задржуваат сите компоненти, не се користат високи температури за да се екстрахираат компонентите од состојките и на тој начин се добиваат високо квалитетни масла кои што немаат никакви конзерванси, немаат никакви да кажем бои и додатоци. Така, аптеката ви работи на предпоставувам на определено работно време? Моментално да. Беше во план да работи 24, да биде првата аптека која што работи 24/7 во околината на Струмица, меѓутоа работиме во склоп на работното време на дијагностичкиот центар, значи од сабајле од 8 часот до вечер до 9 часот. Така. Спомнавме и дека веќе во петок имаме промоција на аптеката, нивните препарати кои што се нудат внатре. Така. Па, кажете ми, каде ќе биде истата? Па во петок, значи во нашата аптека, во склоп на Жан Митрев дијагностичкиот центар, може било кој да дојде, било кој што има интерес да дојде и да види за што станува збор. Значи имаме нови препарати за лице и за раце и исто така ќе имаме голем број на изненадувања, на акции. Со секој препарат кој што ќе биде купен ќе има и подароци, така да сите што се заинтересирани и што сакаат да научат нешто повеќе, отворени сме на било какви информации за било кои препарати. Се што ги интересира на јавноста можат слободно да не посетат и да не прашаат за било кои препарати. Така, Ѓорѓевски ми беше мило. Еве, па не знам, па сигурно има повеќе од 12-13 години фармацевт да ни гостува во тава ординација. Дури не помнам кога последен пат сме имале фармацевт. Убаво е вака да се зборува за начините и лекувањата. Постојано зборуваме за болестите, нема викаме дека сите болести се лекуваат, па ги лекуваат токму лекарствата кои што ни пристигнуваат од аптеките. Ми беше чест што бевте дел од таа ординација. Јас се надевам дека нашата екипа ќе се организира и ќе присуствува на вашата промоција и презентација во петок. Еве начини да ги поканиме нашите гледачи на Канал Вис да дојдат и да ја посетат аптеката, секако и да се запознаат со новитетите кои што ги нудите во истата. Така. Ви благодарам и на вас за одвоеното време. Еве, мило ми е што фармацевт е во вашата, нели, сме во вашата емисија. Так. Не само нели доктори, малку и фармацевти да има во јавноста, бидејќи и ние сме здравствени работници, и ние сме во контакт со пациенти и преку нас ние сме како последната, да кажем, последниот здравствен работник со кој што има контакт самиот пациент, така да и некако како и да имаат и доверба во вас. Да. Го слушаат првиот совет од лекарите, но не ги изоставуваат ниту пак вашите. Така, ние сме како еден вид на контрола
лекарите можем да кажем дека крајниот препарат доаѓа од нашите раци и затоа ние мора да имаме одговорност тоа што го даваме да биде нели да му помогне на самиот пациент. Така, ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вие бевте дел од новата ординација. Се гледаме наредната среда со нови гости.